Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општина Прилеп обезбеди нови инвестиции во вредност од приближно 8 милиони евра. Советот на Општина Прилеп ја одржа 64-та седница. Пожарите беснеат во Македонија. Во Прилепско огнот ги зафаќа шумските масиви кај селото Бешиште. Утре ликовна изложба на младите уметници Јана и Софија Тодорови. Времето денеска многу топло. Во Прилеп максимални 35 степени. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори, Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди и моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори, Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Минатата недела официјално се потпишани договорите за реализација на проектите поднесени од Општина Прилеп преку јавниот повик на Министерството за локална самоуправа за 2025 година. Со ова Прилеп обезбедува нови инвестиции во вредност од околу 8 милиони евра, посочи денеска градоначалникот Борче Јовчевски. Со ова Прилеп обезбедува нови дополнителни средства, приближно 8 милиони евра, насочени кон капитални проекти, кои што директно се за корист на нашите граѓани. Во наредниот период следуваат, како проекти ќе ги набројам, реконструкција на дел од плоштадот Методи Андонов Ченто, изградба на мост на улица Победа, реконструкција на влезот од Македонски брод во Прилеп, улица Орде Чопела,
Целосна реконструкција на улицата Трајко Николовски со нова електроинсталација, нови детски игралишта во централното градско подрачје, позади участакот и во населбата Типски. Имаме изградба на водоснабдителен систем за село Лениште, потоа нова реконструкција на цевковод во индустриската зона и манастирот кај село Селце, поставување на фотонапонска централа на прочистителната станица, интеграција на SCADA системот со GIS платформа, замена на дотраената водоводна мрежа во центарот, и тоа конкретно на улиците булеварот Гоце Делчев, улицата Кузма Јосифовски и улицата Ленин. Советот на општина Прилеп ја одржа 64-та седница на која советниците со мнозинство гласови дадоа согласност за одобрување на финансиски средства за учество на општина Прилеп во реализација во проектот Проект за подобрување на водната инфраструктура на општините во Република Македонија, финансиран преку Европската инвестициска банка. Советниците исто така позитивно се изнесоа на предлог одлуката за учество на општина Прилеп во проектот Подобрување на управувањето со водите во прекуграничната област за заштита на природните ресурси. 7 точки од дневниот ред беа причина за повеќе полемики, но сепак со мнозинство гласови советниците дадоа поддршка по предлог одлуките за давање согласност на годишните планови за вработување во 2026 во единицата на локалната самоуправа, на јавното комунално предпријатие Пазари Прилеп, на јавната општинска установа Детски градинки Наша иднина Прилеп, за јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, на јавната општинска установа Дом за стари лица Киро Крстевски Платник и на јавната општинска установа Градска библиотека Борка Талески Прилеп. На денешната седница беа усвоени годишниот извештај и програмите на основните училишта Блаже Коневски Прилеп и Добре Јовановски за учебната 2025-26. Состојбата со пожарите во Македонија денеска до 12 часот и 15 минути е алармантна. Во тек се вкупно 11 пожари на отворен простор, од кои 5 се уште активно беснеат, 2 се ставени под контрола, а 4 се целосно изгаснати. Огнот зафаќа шуми, ниска вегетација, но и се приближува до населени места, што дополнително ја влошува ситуацијата. Најкритична е состојбата на истокот и југозападот од земјава. Во Македонски Брод ситуацијата е драматична на 2 локации. Во Прилеп огнот ги зафаќа шумските масиви кај селото Бешиште, на локалитетот Бешишки Рид, каде има 6 точки на гаснење на многу тежок и непристапен терен, при што се ангажирани 5 специјални возила со екипажи на Дирекцијата за заштита и спасување. Пожарникарите се соочуваат со променлив ветар, високи температури и тежок пристап, што ја прави интервенцијата ризична и непредвидлива. Пожарот во Прилепско, кај селата Царевич и Смолани, во пределот познат како Радобилски Рид, каде што гореше мешана шума, е изгаснат, информираат од Центарот за управување со кризи. Утре четврток, 24 јули од 20 часот во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде отворена изложбата Наследство од вечната љубов, прва изложба на младите уметници Јана и Софија Тодорова. Детската креативност со својата безрезервна природа создава чувство на бескрајна радост. Свежината и талентот со кои децата создаваат уметност постојано инспирира и восхитува. Во делата на младите уметници Јана и Софија Тодорови со прилепско потекло јасно се гледаат слободната ликовна игра и нивната раскошна имагинација. Временска прогноза. Времето денеска претежно сончево и многу топло со слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Максималната температура во интервал од 35 до 42 степени, а слични временски услови и во Прилеп.
продолжува периодот на исклучително високи температури низ целата земја, при што синоптичарите најавуваат врв на топлотниот бран во петок и сабота, кога максималните температури може да достигнат дури и до 43 степени Целзиусови. Од недела се очекува промена на временската состојба со појава на локална нестабилност, пороен дожд и громови, што ќе придонесе и за опаѓање на температурите. Поради екстремните температури, владата излезе со итни препораки за заштита на населението, додека од Министерството за здравство упатуваат апел граѓаните строго да се придржуваат до мерките за самозаштита. Временска прогноза. Слушавте Пелагонijska хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.